Министерството за транспорт и врски за година и половина два пати распишуваше оглас за социјални станови во Струмица, ама и два пати го поништуваше. Првиот оглас за 37 стана во новата зграда на излазот од Струмица беше распишан на почетокот на февруари минатата година, а во јуни го поништи. Од 80 пристигнати апликации, само 20 биле со комплетна документација. Граѓаните кои сакаа и ги исполнуваат критериумите за аплицирање, чекаа нов повик. Новиот повик на Министерството за транспорт и врски се распиша после цели 8 месеци, па така на 19 февруари годинава со коригирана категоризација распишаа нов оглас. Набрзо после вториот повик, истиот беше повторно поништен. Образложение беше дека немало никаков интерес. Само 20 апликации биле пристигнати во Центарот за социјални грижи во Струмица, а најголем интерес имало од самохраните родители. Појаснување имаше дека нема да биде коректно од страна на Министерството ако ги додели само тие станови, а ќе треба дополнително да објавува нов оглас за само 17 стана. Па така не беа прифатени за важечки и оние 20 апликации кои ги исполнуваа не само критериумите, туку има уредна документација. Право на аплицирање има децата без родители или родителска грижа за лица над 18 години кои до својата 18-та година биле згрижени во институции и други облици на згрижување за деца без родители. Корисниците на правото на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојани живеалишта, лицата со попреченост и семејства со лица со попреченост, лица припадници на ромската заедница социјално загрозени согласно стратегијата за роми во Македонија, како и самохраните родители со малолетни деца. И додека Министерството за транспорт и врски реши кога повторно ќе го објави огласот, становите на Ѓорги Василев ќе чекаат идните сопственици да комплетираат повторно нова документација. Од истарата има важност само 6 месеци.